Здруженијето на пензионери Кочани поднесе барање до јавното предпријатие Македонски шуми, односно до подружниците Равна река од Пехчево и Шумско стопанство Согово од Кочани, од каде обезбедуваат дрва за огрев, во кој стои дека бараат доставувањето на дрва да биде до домот и местото на живење на пензионерот, исто како што беше случај минатата 2015 година. Во повикот за интерес од Македонски шуми стои дека пензионерите треба да го земат огревното дрво од шумскиот склад на подружниците. Од Здруженијето велат дека со оглед на фактот дека станува збор за пензионери, односно стари лица, невозможно и неизводливо е тие да ги земат дрвата од шумските складови. На барањето категорично биле одбиени. Одржавме со комерцијалниот директор, со некои други представници од Македонски шуми Скопје, и укажавме оти ово е доста многу тешко оптеретување и неизводлива задача да ние како здруженија, како нестопански субјект, се претвориме во распишувачи на тендер и обезбедување на превозни средства да се имат од планината, од шумски склад, како викат, а тоа е тамо каде што ги сечат горе во Осогово и Равна река, да обезбедиме пренос на скоро 8000 метра просторни дрва. Тоа е едно што не сме стопански субјект, што немаме и такви средства. Немаме и правото законско да го правиме. Поднесове го барањето, беше тоа барање дадено до нијо колегиум, меѓутоа за жал одма ми јавија оти барањето е тотално одбиено. Оти не се прифаќа. Ако зимаме дрва, да зимаме, ако не мора. На гужвата за упис за дрва што се создаде пред 2 дена пред Здруженијето, се обиделе да им објаснат на пензионерите дека кога ќе се реши транспортот за дрва и кога ќе се постигне договор со Македонски шуми, тогаш ќе може да се запишуваат, но истото не успеале да им го објаснат поради големиот интерес и созадената гужва пред Здруженијето. За жал тоа се створи на таква голема гужва со сите наши намери да се обезбеди еден ред и пристојно пријаѓање до благајната за да се изврши упис, сепак многу тешко со тоа се справувавме, така да моравме да побараме интервенција и од полиска станица. Они дојдоа луѓето и за неј изразуваме голема благодарност, бидејќи на еден многу хуман начин, многу еден коректен начин, придоа и на луѓето и кажа и укажа на грешките и така да се прифати и се наметна еден ред. Се до негде околу 13 часот на 12 на вчерашниот ден. Серафимов додаде дека ќе направат максимални напори да се реши проблемот со транспортот на огревно дрво, со тоа што ќе се реагира и заеднички ќе се настапува со Сојузот на Здруженијата на пензионери, со барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и владата на Република Македонија. Поради нерешениот транспорт на дрвата, засега уписот е прекинат. До сега се запишани 650 пензионери. Здруженијето обезбедува дрва за 1300 семејства, така што има уште 700 семејства што треба да се запишат. Од подружницата на Македонски шуми Равна река од Пехчево, пензионерите набавуваат дрва во количина од 6200 метри просторни, а од подружницата Шумско стопанство Согово од Кочани 1500 метри просторни. Од Здруженијето очекуваат дека ќе се постигне договор со кој ќе може пензионерите дрва да добиваат до домот, а за транспортот благовремено ќе им платат на подружниците. На пензионерите не им е позната причината за одбивањето на барањето за транспортот, но сигурно е дека со овој проблем се соочуваат и останатите здруженија на пензионери во Македонија.